Продолжуваме натаму, верувам дека сте заедно со нас уште од рано и зутрина, одлични разговори и верувам дека уште повеќе ќе го задржат вашето внимание и натаму. Застанавме со мислата кај Марија Митева. Па Марија, ни објаснивте и образложивте зошто во политика, но ајде да ги повикаме младите, за оние кои што си можеби на раскрсница или пак се двоумат што да одберат во својот професионален живот. Се помало е интересот кај младите за политика и мислам дека перцепцијата која што се градала низ годините со начинот на делување во рамки на политиката се доволна причина за истото. Но не е тоа само кај нас. Мислам дека насекаде некако младите се помалци и помалце гледаат интерес во тоа, но мислам дека оние пак кои што одлучуваат да се вклучат ја приметуваат вистинската разлика, која што може да ја направат преку политиката, затоа што нема покреативен умот на млад човек, нема некој кој што повеќе може да вложи енергија, повеќе знаење, да се изгради себе си, да придонесе, да го расшири својот круг на познанства, на пријателства и на делување и да најде во кој сегмент можеби ќе продолжи понатака да се развива, но и да прекине со практицирање на политиката, односно да не одлучи континуирано да се занимава со тоа, ќе му биде едно многу исклучително добро искуство од каде што ќе може понатаму да црпи начини на делување или сфера во која што ќе се посвети. Мислам дека имаат што да понудат младите. Многу е поразлично од она што ние сме го имале во детството и во младите години и растењето и така натаму. Имаат многу подостапни работи на кои што можат многу побрзо да делуваат, побрзо да се пронајдат и мислам дека треба да го искористиме тој потенцијал. Наша задача треба да биде преку личен пример и действување во политиката покажеме дека може да биде поразлично од се она што било досега изминативе години и мислам дека така ќе придонесеме се повеќе млади да имаме. Да се надеваме на позитивни промени и дека јубилејот навистина ќе донесе еден позитивен бран и енергија со она што е пред нас. А кога сме ке промените, ние имаме ни различни креативни прашања за нашите гостинки. Сања, повели подадете им кон И нема случајности да знаете чудовно да сите прашања некако кога ќе ги излечат гостите како створени се на нив. Мислам не пишано правило, са денеска не знам како ќе биде, ама еве ќе видиме, што се насмеа Марија, значи така, ама и Сања. Да започнеме еве од средина, од адвокатката. Добра повест, малце се закашла. Нема проблем. Што најмногу сакаш во животот? Овде морам да кажам фамилијата. Така. Бидејќи дефинитивно е тоа нешто најмногу ми значи во животот и не исполнува како луѓе. Да, и не исполнува како луѓе и тоа е смислата на животот. И на постојано. Не прави целовити. Мислам дека кога се реализираме и во тој контекст, онака не прави целовити. Благодарам на одговорот. Повелете. Сања? Како бевте како дете? Ни зборувавте за тренинг, за децата, но ете, колку вашата мајка успеваше да ве скроти, заспие? Се шегувам. Со спиење не сум имала проблем никогаш, значи веројатно и затоа станав тренер за спиење, за да не ми се наруши сонот. Како дете, па ќе кажам, имав две страни. Од една страна бев така културно дете, посебно со возрастни, меѓутоа имав и една навистина палава страна. Темпераментно, што би рекле, нели поново, љубопитна. Да, темпераментно, љубопитна и многу дружелюбива друштвена. Така да фино дете бев, не бев проблематично. Може би вашата мајка ќе се согласи или ќе се шегува? Да, мислам да. Марија, прашањето кое на глас прочитете него. Што е нешто што се уште не го знаеме за тебе? Извинете, Многу работи. Ама ја би рекла дека гледате како се паѓаат прашањата. Значи нема случајности. Многу работи. Јас си пред малку за време на паузата отворивме еден разговор. Чисто сакам политичарите да се занимаваат само со тоа што има работа и да не премногу делуваат во начинот на јавниот живот или да бидеме ние сега звезди во светот. Мислам дека ова е добар показател. Имаме две прекрасни дами кои што имаат прекрасни професии. Имаме прекрасни уметници, имаме прекрасна естрада која што треба да ги полни малите екрани, да им презентираме на нашите граѓани нешто поразлично од политиката, а работата да ја оставиме на политичарите, тие да работат и да даваат добри и позитивни резултати. Барем тоа е мојот начин на видување. Така, се согласам, но еве какво дете бевте вие?
темпераментно и палаво. Мене Аеродром е вашата општина? Да, во ова професија, ако ме прашате што ме сменила, тоа е дека малку ми го смири карактерот. Така. Јас сум... Значи, научите да броите до 10. Да, јас сум брза, темпераментна, многу екстровертна личност. Но овде бараше малку подруг степен на трпение, на стабилност, на дисциплина. Иако дисциплината од секогаш сум ја имала во делот на она што ќе се посветам и ќе го правам, но тука бара еден друго ниво на стабилност и сериозност. Инаку како дете бев доста темпераментна. Да, баш убаво. А Јована, вие? Јас исто како девојче? Морам да се дополнам и на двете гостинки дека јас бев исто доста темпераментна девојче и денеска сум темпераментна. Иако со работа на себе сакам да си го смирам духот, да се смирам и еве можеби можам да кажам дека после 40 години сваќаш кои се навистинските приоритети во животот, па нека не дозволуваш дистракција, си се гледаш себе си пред се и најблиските, енергијата ја фокусираш на она што е битно. Меѓутоа да, као дете бев доста темпераментна и вашиот град на почеток на живењето е Пробиштип. Така да. Да, така да колку знаете да се вратите во местото на живење и колку роднини и пријатели од таму ви даваат поддршка? Дефинитивно, јас обожавам да се враќам во Пробиштип, во мојот роден град. Моите деца обожаваат, сопругот, така да тоа е онака како наше секрет место каде што одиме нели сите за да бидеме со фамилиите и да се смириме, каде што динамиката не е многу побавна за разлика од овде во Скопје, така да, дефинитивно сакам да се враќам назад и практикуваме барем еднаш месечно. И нема зошто и практикуваме еднаш месечно да сме таму. Од кај да си? Од жена, потеклото од кај што жената, таму е се. Сања, вас Скопје е ваше, тука сте роден? Не, јас сум од Штип. Од Штип Пробиштип. Да, јас сум од Штип, на 18 години се преселив во Скопје со факултетот и овде и останав, да, и исто и ние често си одиме во Штип, децава го обожаваат, така да Штип не има зошто да не е прекрасна. Сега со автопатот и со движењето, мислам дека побрзо ќе стигнете до Штип отколку до аеродром. Да, ги фатиме скопските гужви. Да. Па подолго време патуваме до излезот на Скопје отколку од излезот на Скопје до Штип стигаме многу брзо. Но кога сме веќе кај приватноста, да ја запознаеме малку Сања поприватно, зборуваме за незиното живење, делување, па и да ги коментираме фотографиите. Да ги погледнеме фотографиите од Сања. Ова е интересна случка. Овде сме на саем за мебел во Италија, во Милано. И околу мене се делегација од Јапонија, исто беа присутни и ме снима за спиењето, за важноста на спиењето, меѓутоа многу она што мене ми беше интересно е нивните реакции на секој мој одговор на прашањето. Бидејќи нели јапонците имаат навистина многу поразлична култура од нашата. Така што на се јас што ќе одговорам, во се се различни, однесувањето. И сум давала јас интервјуа и порано, но ова ми беше интересно што и јас да кажев. Они нивната реакција беше вау! Сите колку беа десетина души, сите во еден глас го правеа тоа вау! Значи се чувствував како да сум најпаметната личност на светот. Интересно. Штета што немате видео. Видео има ставено на нивната страна, меѓутоа видеото е само од моето зборување, не е од нивното одушевување. Ова е на вчерашната конференција која што ја спомнав, каде што зборувам за спиењето, квалитетот, како влијае на продуктивноста и квалитетот. Навистина беше едно многу убаво предавање да се слушне. Бидејќи и драго ми е кога сум поканета да говорам за важноста на сонот, затоа што сметам дека треба се почесто да зборуваме за сонот, бидејќи квалитетот на животот, продуктивноста, функционирањето се почнува навечер додека спиеме. Еве сме. И квалитетот на животот е прегратката. Да, ова се трите дечиња. Тука е веќе Марко месец-два, така нешта. Едноставно убаво откако си се роди. Абе душички сонцења. Да, грее, сликава грее. И големите се прекрасни со него. Цело време го чуваат, Како се нивните имиња? Анастасија, Дамјан и Марко.
Прекрасно. Да. Голем поздрав. Сигурно Анастасија и Марко се пред малите екрани или се на училиште? Анастасија и Дамјан се големите, на училиште се, а Марко е А Марко Брата животно, имаме линк, ќе си гледаат се, така да. насмеан. Да. Знае и да поплаче некогаш. Ама такви слики не праќаме. Марко се чува со тато или? Со тато, со баба и со дедо и ги поздравувам, се надевам дека ги поштедува сега и дека не им плаче многу, бидејќи Марко си е научен да си седи со мама и кога мама не е околу него, знае така да биде плач. Добро. Па еве ќе се навикнува сега во тренинг ќе Многу го е биде. мал, стварно е 3 месеци и еве му се извинувам што на 3 месеци го стои. Ама доаѓам брзо. Ова е Елеонора, ова е девојче, жена, која, значи јас во Доктор Гуднет почнав и со обука на други тренери за спиење. Одлично. Бидејќи навистина ни се рашири работата, има потреба, не можам се јас да стасам, па ова е Елеонора, првиот сертифициран тренер во Доктор Гуднет, која што веќе неколку месеци работи со клиенти. Јас сум навистина задоволна од неа, успешно и оди работата. Па еве поздрав до неа, чисто да напоменам дека имаме и друг во Доктор Гуднет, не сум само јас. Да, Каде може да аплицираат оние кои што во моментот гледаат, сакаат да ви се обратат, да бидат сертифицирани? Може да ни пишат на мејл, на веб страната или на Инстаграм профилот во порака, на мобилниот да се јават на каде Достапни се, така. Доктор Гуднет нека напишат и достапни сме да дознаат нешто повише за тоа. Следна фотографија. Ова исто една конференција која што лани беше конференција за родителството, за свесно родителство. Бевте? Да, бев присутна. Одлично. Тука и држев исто предавање. Предавањето беше насочено овде за родителите и како спиењето го нарушува родителството, колку влијае тоа врз родителите. И овде спомнав и едно истражување кое што го направивме ние лани во едно прво истражување во Македонија кое што е за спиењето. Истражувањето беше наменето за родителите, како сонот влија и како сонот го менува родителството во првите 2 години и колку е нарушен сонот во првите 2 години од родителството, па тука зборуваме и за тоа истражување. Ова е предавање на мали дечиња во училиште во Карпош. Конкретно почесто држам предавања во училиште на прво, второ, трето и четврто оделение, каде што уште од мали се обидуваме да им метнеме навики, да им кажеме зошто е важен сонот и зошто е многу важно да заспиваат без телефоните. Среќна сум што неколку родители после овие предавања ми имаат напишано дека нивните дечиња после предавањето почнале да читаат книга пред заспивање наместо да го држат телефонот и навистина тоа ми беше... Ова и за родителите е добро да не го држат телефонот пред спиење. Да, за сите, но идејата и желбата ми ако ние им всадиме уште од мали навики дека не е срамота да се легнеш во 9, еве на пример јас сега имам проблем во наводници би рекла со поголемите затоа што се големи и разбираат и кај нив кога ќе им кажам ајде 9 во кревет, на нив им е проблем. Па другарите ми легнуваат во 12, во 1, ние легнуваме најрано, се објаснуваме, се обидувам да им објаснам, меѓутоа убаво би било доколку тоа од училишната клупа започне како едукација, одлично. И кај другите родители во другите семејства да има пракса децата да легнуваат на време и порано, како што и би требало. Ова е за 1 април. Секој 1 април правиме интересни маски со децата. Ова беше овогодишната, овогодишната ролер костер. Ова всушност напред не се нивните нозе. Нивните нозе се нели позади ова и сега кога ги креваат рачињата кога така да отидоа вака на училиште и двајцата и беа хит таму и мислам и они беа пресрекни и така. Кој се помогна во изградба на маскава, ова е навистина. Само мама. Само мама. Ова беше мама, среќа бебето ни дозволи да ја направиме маската. И секоја година права мама. Јас заедно со нив двајцата ја изработуваме и интересно е. Ова е друга конференција во Виена. Бев учесник на таа конференција. Lead Today, Ship Tomorrow беше повеќе за жени предприемачи, за нови иновации, иновации, навистина убав настан, 3-дневен настан беше, убав настан и ете, чисто мал спомени од таму. И ова, мислам дека е последната, ова е Сања во друго светло. Нешто различно. Нешто различно со неуспешната моја кариера како фудбалерка. Добре. Да, овде, значи ова е во Штип. Кога бев мала кажав дека бев прилично темпераментно дете,
залюбена бев во фудбалот од некои причини и со мојата другарка запнавме дека сакаме да оформиме женски фудбалски клуб во Штип. И всушност поради наша иницијатива и ние двете заедно со низиниот татко кој што беше фудбалски судија, го оформивме првиот фудбалски клуб во Штип. Добро, ама некако и те прати тренер, само тренер за спиење. Да, нешто морам да правам. Дали имате повратна информација дали се уште постои, обстојува или за жал не? Не знам, обстојуваше многу години после, мислам јас реално бев загревач на клупата, затоа што имав само желба, меѓутоа немав талент за фудбал. Многу години после постоеше, искрено не знам дали се уште постои, баш ќе се распрашаме. Ќе се распрашате и доколку постои ќе ги посетиме за да видиме, затоа што женски фудбалски тим верувам дека треба да се даде повеќе време и простор, бидејќи како велиме, за жените за се може да не биде. За се може. Така. Продолжуваме со фотографиите на нашата адвокатка, да ја погледнеме и малку поприватно да ја запознаеме. Да. Фотографиите од Јована и да не случајно и оваа слика. Прва сум ја одбрала да ја го споменавме семејството. Така, бидејќи нели заедно со прашањата, кои што спомнавте, не случајно прашањата се избираат. Така. Ова е моето семејство, сопругот и двете деца. Вчера имавме за помалото завршна приредба во градинка, завршува со градинка, од септември е прваче, прваче, да, и тоа беа интересни емоции. Како се нивните имиња? Андреја е поголемата, помалото е Тона, сопругот е Александар, да, се надевам ме гледаат бидејќи Андреја е втора смена во училиште, мало е во градинка, да. Не, тоа неизбежно е. Така е, или да. Или непризнато издание или линкот. Да, се шегувам, продолжете, Јована. Ова сум во албански театар во Битпазар на една монодрама, прима фација се вика монодрамата, и во неја се раскажуваше за сексуално насилство, за силување, и замислата на проектот беше откако ќе изгледаме монодрамата да има разговор со експерти, психолог и адвокат и да имаме продлабочена дискусија со присутните во поглед на тоа, нели, на сексуалното насилство, подигање на свеста, што значи согласност и така натаму. Био правен аспект, оние другите од психолошки аспект, така да убаво. Ова сум на една презентација во основно училиште во Кисела Вода на деца на тема малолетничка деликвенција. Во скоп на училиштето има некој проект каде што нели сакаат да ја подигнуваат свеста кај децава за нивните одговорности, бидејќи многу често нели во училиште се посветува внимание за правата на децата и се учат кои се нивните права, меѓутоа ние сакавме да им покажеме дека освен правата они имаат и одговорности. И не како се деца се има дозволено. Вчера бев видна уште една ваков евент каде што посочив дека имав многу добар фидбек од децата, сватив дека децата им треба разговор, очајно. И не дека чисто децата мислат дека јас сум дете па се не. Така е, да. Не кажавме кои се одговорностите на децата, како и тоа дека не си фраер, да си насилник, да вршиш булинг, туку дека ствари тие деца се оние што се најуплашени и насилството можеби е за да си ја покријат својата ранливост. Така. Ова сум на една симулација на судење кој што беше во рамки на проект на Совет на Европа и повеќе други меѓународни организации, каде што јас бев во улога на бранител, имавме и суди, каде што на вистина улогите не беа вистински суди, бранители, јавни обвинители, и ова беше едно 4-дневна обука и спремање за таа симулација, за да на крај ние изведеме едно вистинско судење за трговија со луѓе. Супер. Ова е, од неодамна се приклучив и на една иницијатива, Hike and Heal, женска иницијатива. Така, целта е движење и ментално здравје. Значи, во рамките на организацијата се искачуваме на планини и при тоа искачувањето ни е преследено со психотерапевт и завршуваме со една групна психотерапија каде што разговараме на теми кои што се битни за жените, како менопауза, поставување граници и други различни теми. Може да се каже како спортува и биди здрав. Така, да. Суштината беше природата да ни го даде тоа нејзино моќно исцелувачко искуство, па водени со психотерапевт, стварно добиваме вистинско доживување. И ние. Да, слободно може да не најдете и на Инстаграм и слободно може да се приклучат секој што чувствува потреба. Така. Ова сум исто на една обука организирана од Совет на Европа, каде што разговараме за бесплатна правна помош и трговија со луѓе, каде што обучуваме, јас сум од тимот кој што ги обучуваме адвокатите, се со цел нели да бидеме правните професионалци, да бидат многу поспремни кога веќе влегуваат во вистински случај. Така е. Одлично.
Мислам дека и тука негде Со оваа фотографија, да. Со оваа фотографија На баш завршуваме. овие фотографии сте одбрали овие теми, да. Марија ќе ја остави својата приватност само за себе, го почитуваме истото, бидејќи навистина цениме кога понекогаш не сакаме да го презентираме тоа што ни е приватно јавно. Но тука неколку наврати Јована не ги спомена насилството, врсничкото насилство и едукацијата во училиштата. Па сите три дами ќе ве запрашам за истото, бидејќи во јавноста постојано одзвонуваат последниот случај во Ѓорче Петров некако како најмногу да не вознемири, а не ниту прв, а за жал ни последен. Марија, Јована, Сања, ќе ве прашам сите за ваши коментари. Особено имате деца, верувам дека и поинаку гледаме кога имаме и кога истите се во образовни институции. Да. Марија, ако сакате прва скршете го лидот со одговор на ова прашање или коментар. Жално е што се повеќе и повеќе сме сведоци на едни вакви состојби кои што се случуваат кај младите. Ние имавме низана ситуации од ден во ден на кои што сведочавме преку медиумите. Мора да зборуваме за ова. Одлични се примерите кои што ги правите, каде што одите во делот на дополнителна едукација на младите и на децата, затоа што секогаш за децата некој од страна има поголем авторитет отколку од родителите и побрзо го впиваат и го прифаќаат она што некој друг ќе им го каже отколку домашните. Од друга страна, мислам дека треба и системски малку да поработиме на она што значи посветување на време на најмладите во денешно време. Се воведе и казна за неодговорни родители, што е новина во денешно време. Ако порано паметиме дека поинаква била казната од родителите, денеска е финансиска и оптоварувачка на поинаков начин. Апсолутно, и одговорноста на родителот кај малолетно дете е секогаш поголема, затоа што родителите се тие кои што одговараат за доброто однесување или за лошото однесување на децата. Пред 10-15 години кога ние раставме, зборот булинг воопшто не постоеше, ниту бевме свесни дека станува збор за такво нешто, иако действијата кои што сме ги правеле како деца го означувале самиот збор, но не сме биле свесни што значало тоа. Еве денеска можеме да видиме дека најмладите знаат што значи булинг, дека има општествено одговорни кампањи кои што зборуваат за тоа. Денеска во вашите утрински емисии се посветува внимание и мислам дека на ваков начин ќе се подкренува свеста, но и системот мора да реагира брзо и навремено, мора да најдеме начин како да одговориме на ова што по денешно време го живееме. Се случува така. Јована, ако ете Марија вели дека системот треба да одговори, вие одговарате со едукациите. Па каков е импактот? Кои се прашањата кои доаѓаат од децата? Споминавте дека последно и во вчерашниот ден сте имале ваков тип на едукација. Интересно е да децава доби впечаток како имаат многу да кажат, меѓутоа немаат од другата страна кој да ги сослуша на правилен начин и да ги насочи. Многу од ситуациите кои што сведочевме и општо булингот и малолетничките деликвенции може да се спречат доколку се соодветна превентива имаме, доколку постои нели се соодветна превентива, не би дошле до таа ситуација. Би се намалил бројот. Секогаш така. И многу често е фокусот на родителите и на казната, да, дефинитивно родителите имаат одговорност за децата, меѓутоа немаме ситуации кога родителите сами не може да се справат. Може би капацитетите им се такви, динамиката семејна им е така да и самото казнување или ставање апостроф на казнувањето не верувам дека ќе внесе колку голем плод, бидејќи децата од моје искуство кои што се вклучени во системот, судскиот систем, тоа се велат деца во судир со законот, се деца кои што доаѓаат од дисфункционални семејства, без поддршка од родителот, има на некој начин родителско оттуѓување или без родителска грижа. Така да семејството е сршта кај што доаѓа све, меѓутоа некогаш кога семејството само не може, треба да има поддршка од страна на државата. Во поглед на прашањето што ќе ви прекинам, би сакала тука да го дадеме тој акцент што кажате, тоа е еден процес. Не е доволно само да се има казна. Така. Да, после казната мора да следува и нешто дополнително да им се помогне за да тоа се превенира затоа што доаѓаат, како кажете, од дисфункционални, значи има други некои причини каде што навистина родител можеби не може да влие сам, како само му треба поддршка. И сега како го казните вие само и не му ја дадете поддршката, повторно што ќе се сведеме? Само на казнување, но нема да работите не да сте само казниме, туку некако да ги исправиме работите и да ги подобриме. Така, апсолутно, дури самата казна може и да го наруши тој однос и така веќе нарушен. Бидејќи детево кој што дојдено до таа ситуација, веќе родителите немаат врз него контрола и самата казна финансиска врз родителот може да допринесе многу понегативно за нас. На една минута на крај,
Кој е вашиот коментар? Се согласувам дефинитивно, но јас тука ќе напоменам затоа што јас работам со родители на мали деца. Сметам дека ние како родители треба исто да превземеме одговорност, особено додека се децата мали, бидејќи во денешно време чувствувам дека ни е страв да бидеме родители, страв ни е да ставиме граници, правила, затоа што ќе бидеме осудувани, затоа што толку многу се збори за gentle parenting и никако се измешаа работите и сметам дека доваѓа генерација на деца кои што се растени без правила, без јасни граници, зависни од електронски уреди и ако не ја сопреме таа работа и ако не почнеме малце дома да работиме и да тргнувајќи предси од себе, да ставиме ред на детето уште од мало, тоа не значи дека него сакаме детето или него почитуваме, напротив сметам дека редот, рутините му прават, напротив тоа го сакаме, затоа што го сакаме ги правиме тие ред и рутини и која почит, нели што почитат, што мора да ја има почита кон возрастните. Кај поголемите деца веќе е многу потешко родителот да направи промена, како што и кажавте, мора да се најде, да се побара стручна помош, но додека се мали да ги фатиме во коренот, да метнеме добри навики. Суштината и работите се прават од корен, така да ви благодарам на почита што ни ја дадовте, на вниманието кое ни го посветивте утрово и верувам дека уште многу не кажавме, но најбитното го раскажавме. Ви благодарам. Затоа ќе се видиме и некој друг пат да ставиме. Благодариме на поканата. Вам ви благодарам што ни го посветувате вниманието секој утро и сте заедно со нас уште од рано изутрина од 6:45. Не менувајте го каналот, бидејќи натаму остануваме да бидеме најдобрите во македонскиот етер.